Загрижувачки брзо расте бројот на семејствата кои се во социјален ризик, особено во последниве 2 пандемски години. Ова е констатацијата на организаторот на веќе традиционалната великденска хуманитарна акција, која ја спроведува неформалното хуманитарно здружение Свети Никодим Тасманиски и Прилепски од Прилеп. Идејата се роди пред 15 години, значи 15 години го работиме овие пакети. Во разговор со свештениците дојдовме до сознание дека имаме доста сиромашни семејства по парохијата, по епархијата. Почнавме со тие 30 на пакети, еве 15-та година поред, сега имаме околу 140 пакети, за жал тој број се зголемува секоја година. Сигурно не се само овие 140, има уште многу повеќе, тоа е толку ни е можноста сега за сега. Вредноста на еден хуманитарен пакет е околу 2500 денари, а паричните средства и храната, освен што беа донирани од општествено одговорните компании, беа собирани и со доброволни прилози од граѓаните на пунктови кои беа поставени во 4 поголеми прилепски цркви. Со оглед на новонастанатата лоша економска состојба, Џоковски очекува дека во наредниот период нивната хуманитарна организација ќе има се повеќе работа. Сета таа ситуација со пандемијата која се наметна сега, ова со економската криза поврзана со војните, се зголеми бројот нормално и тоа повеќе од тоа што требаше, веројатно сега се зголемува уште повеќе така. Според свештениците пак, кои со години си ги познаваат своите парохијани, фрапантен бил податокот што голем дел од семејствата кои само до пред неколку години живееле еден скромен, но нормален живот, сега биле на работа од екзистенцијата. Инаку, ова неформално здружение, освен за Великден, ваква хуманитарна акција организира и за Божик, бидејќи, како што објаснуваат самите, овие 2 големи семејни празници се празници на љубовта, на дарувањето и на милосрдието, а улогата на црквата е нив да ги шири, негува и почитува и секако да помага.